Лаже. Лаже. И најнова епизода на Return Duo. Наши денешни гости, Перано Кауди Мијао. Лайк и сабскрайб. Жито гледам Осонови и во мислите мои и тихо те следам. Ноќва дојди со месечевиот сјај, со месечевиот сјај. Ноќва дојди и донеси ми рај со месечевиот сјај, со месечевиот сјај и донеси ми рај со месечевиот сјај, со месечевиот сјај ти донеси ми рај. Сликите твои во мисла ми везам и тихо те следам. во сонови да бледајам лесно, не сакам неми, ноќва дојди со месечевиот сјај, со месечевиот сјај. Ноќва дојди и донеси ми рај со месечевиот сјај. Ноќва дојди Со месечевиот сјај, со месечевиот сјај. Ноќва дојди и донеси ми рај Со месечевиот сјај. Ноќва дојди. Види го не. Хеј, Што мислите еден за друг за музиката? фантастично е тоа што го прави Мија. Горд сум на неа, ја сакам со цело срце. Тоа што го прави е многу автентично. Татко ми е многу емотивен во својата музика, многу ми е драго што таков човек ме има воспитана. Многу му ја сака музиката, го работи најдобриот албум во неговата кариера. Што те нервира кај Мија? Она не може мене никогаш да ме изнервира. Лаже. Лаже. Има дадени моменти, ама секогаш ја смирувам топката доле на земја и гледам татковски однос да имам во тие моменти. Што никогаш не знае стварно извини да каже. Место да Јас кажеш сум направил извини, песна извини се вика бе човек. место да песна кажеш се вика извини, викаш извини, ама Све ти. што не можев ја да ти кажем на тебе у песна кажам. Добра, окей, прифаќам. Што би одвоиле еден према друг како посебен талент кој што го носите во себе? Сметам дека е многу искрена, тоа премногу го ценам кај неа и мислам дека ми дава таква една поддршка и таква љубов што не можам да одолеам, да кажеме, да не ја слушнам во денот, да не малце леле прашањево ми отиде човече, јас. Хуманоста. Никој не страдава, не знае колку е хуман, колку концерти сме свиреле за нас, за ништо, за некого тоа значело се, во што све има вложувано и правено. Мислам, никогаш нема ставено ни слика, ни ништо. Извини, вака што ти издавав. Доколку не би бил музичар, што би била твоја професија? Сигурно би се бавел со спорт. Кошарката е моја прва љубов во спортот, тоа имам тренирано, сигурно би бил кошаркар. Иако ја немам таа висина, Би била или историчар или ветеринар. Колку време ти треба да се спремиш за твоја песна, за твој албум и дали пере ти помага тоа?
се уште го работам првиот албум мој. Песните ги пишувам во рок од 5 минути. Дефинитивно ми помага кога веќе имам целосна мисла, песната ми е готова. Секогаш ме насочува за крајот како целина, како да извадиме подобар звук и така натака. Во тој контекст премногу ми помага. Кратки, брзи прашања. Пере или нокаут? Ако кажам пере е нокаут, ќе биде нескромно. Која му е омилена боја? Црвена. Омилено јадење? Лазања. Пере, која е омилена боја? Лилаков. Не. Сина. Омилена храна? Лазања. Брейк или принц? Брейк или принц? Мене е вака. Ова е... На колку концерти на нокаут се појавуваш како придружен вокал? 11 години веќе. Дали на првиот концерт на Мија ќе те видиме тебе како придружен вокал? Секако доколку ме покани, со најголемо задоволство и најголема љубов би настапил со неа. На сите песни да и бидам ја пратечки вокал и она ако сака после специјален гостин да ме најави со една песна, Секако. онака би било стварно убаво. Пери, Мија, Return Time се гледаме наредна епизода. So much. Чао.